Добро вечер и добро дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва ќе говориме со градоначалникот на општина Готино, господинот Ванчо Апостолов. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер до вашите гледачи. Господин Апостолов, ќе започнеме со она што во моментов е најактуелно за неготинчани, меѓутоа најактуелно е за сите оние кои што се производители на доброто македонско вино, би рекла. Се наближува 14 февруари, денот кога во цела држава се празнува заштитникот на лозарите или светецот Свети Трифун. Во вашата општина празнувањата веќе се отпочнати, меѓутоа еве кажете ни како оваа година ќе го одбележите овој празник. Да, значи традиционално како и секоја година во пресред на празникот Свети Трифун, заштитникот на лозарите и винарите, ние како општина организираме повеќе манифестации од културно-забавен карактер. Изготвивме програма која веќе е доставена до сите медиуми, каде што може да ја презентира до граѓаните како на општина Неготино, така и пошироко од регионот и од Република Македонија, кои во тие денови, односно на самиот ден 14 февруари Свети Трифун, сакаат да присуствуваат на централната манифестација на плоштадот во град Неготино. Ние изготвивме тридневна програма, значи се започнува уште в недела, има надпревар на домашни вина и раки, каде што има професионална дегустациона комисија составена од врвни енолози од Република Македонија. Исто така има едно предавање како се подготвува вино во домашни услови и редица други културни манифестации. Копарничарското друштво има изложба во музејот на град Неготино, има театарска представа во Домот на културата во Неготино и други манифестации, сите кои го символизираат виното и гроздјето кое е најкарактеристично за тиквешијата, а посебно за нас неготинчани. И на самиот ден на централната манифестација во недела, каде што ќе бидат присутни и неколку странски делегации, наши збратимени градови, значи ќе има од Република Бугарија, од Република Унгарија делегација, од Република Грција, исто така и многу граѓани од нашето Неготино, како и секоја година, и редовно се присутни и повеќе граѓани од Република Македонија. Еве ја користам и оваа прилика да ги поканам сите граѓани на Република Македонија тој ден да го поминат заедно со нас на централниот плоштад во општина Неготино, каде што најпрво има закројување, символично закројување на лозовите насади и после тоа има една забавна манифестација со културно-забавни уметници од Република Македонија. Низ годините наназад се обидувате оваа манифестација да ја представите како централна манифестација во Република Македонија. Неготино успева да донесе и што многу гости, но што е поважно успева да донесе и гости кои што ќе ги едуцираат и лозарите. Колку лозарите ја прифатија ваквата манифестација и ваквиот начин на празнување на самиот ден? За лозарите масовно е прифатена оваа манифестација, бидејќи ние, како што знаеме, Кавадарци го празнува гроздоберот, и тоа тридневно, Велес питијадата. Ние за тоа одлучивме централна манифестација да ни биде Свети Трифун и тоа, како што знаете, празникот е тој ден и таа е еднодневна манифестација и сите лозари и винари едва очекуваат да дојде тој ден да заеднички се соберат, разменат мислење околу тоа како се одвиваат работите во областа на лозарството и винарството. Градоначалник, кога станува збор за раководењето на една општина, едно од главните прашања е добрите услови за живот, пак снабдувањето со вода е главен приоритет. Ова беше еден и од вашите проекти или проектите кои што на самиот почеток кога ја преземавте градоначалничката функција, рековте дека ќе го реализирате и дека Неготино ќе го реши проблемот со водоснабдувањето. Имајќи во предвид дека оваа година не очекуваат локални избори, го решивте ли проблемот? Значи, вака, уште со самото стапување после мојот избор на функцијата градоначалник, мој најголем императив беше решавање на проблемот со водоснабдувањето,
иако на почетокот уште знаев дека тоа нема да биде така лесно, тоа е деценијски проблем и слободно можам да спомнам дека пред мене досега, ама апсолутно никој не се зафатил со решавање, односно со подготвување на проекти од карактер на водоснабдување. Со самото мое доаѓање изготвивме една пообемна студија, каде што најпрво ги утврдивме причините за недостатокот на вода и честите редукции на вода во текот на целата година. И утврдивме дека загубите во водоводната мрежа се повеќе од 70% и тоа беше така еден алармантен податок, каде што ми даде за право малку повеќе да се заангажирам во тој дел, иако водата е нешто што не се гледа, но нормално кога нема вода, знаеме дека нема и нормално живење. Најпрво во консултации со стручни лица од земјава, па и од странство, бидејќи првиот проект кој го започнавме беше регулирање на притискот на водоснабдувањето со еден професор од Градежниот факултет во Загреб. Разговарав каде што најпрво ме упати на тоа и тоа го докажа фактографски дека доколку притисокот не е регулиран и да дојде до замена на водоводната мрежа, проблемите ќе останат и понатаму, значи дефектите ќе се ствараат и понатаму. Притискот претходно беше на одредени локации, на одредени места, повеќе од 10 до 12 бари и доаѓаше до често пукање на цевоводот. Тоа од прилика би изгледало вака: 3 дефекта се стварат, еден се санира и проблемите од ден на ден се натрупуваат. Затоа најпрво решивме и тоа исто го завршивме, тој проект е завршен, регулација на притискот и тоа по пат на хидраулика, што е прв имплементиран проект во Македонија од тој карактер. После тоа пристапивме, бидејќи изготвивме паралелно и проектна документација за замена на водоводната мрежа во градот, значи најпрво на 10 улици, а после уште на 5, значи комплетна замена на водоводната мрежа, бидејќи таа беше стара повеќе од 60 години и исто го сторивме, но уште не е истата водоводна мрежа приклучена, бидејќи паралелните приклучици од домовите не се уште приклучени. Тоа треба да го сториме во периодот кој е пред нас, значи пролетта, за да во целост профункционира новиот систем на тие 10 улици во должина од 8 километри, а паралелно на тоа па да распишеме тендер и за останатите 5 улици кои се предвидени како приоритети, да и истите можеме да ја замениме водоводната мрежа и така неготино во целост, каде што има потреба, ќе биде заменета примарната водоводна мрежа. Тоа е уште еден од клучните проекти за конечно решавање на проблемот на водоснабдувањето, но тука не застанавме и направивме уште 2 нови акумулации, уште 2 резервоара за вода. Едниот е изграден во село Тимјаник, но тој се однесува на висока зона за Неготино, значи некаде околу 10 до 15% е висока зона во Неготино, додека стариот резервоар за висока зона, кој беше со зафатнина од 150 метри кубни, значи овој што го градиме сега е со зафатнина од 500 метри кубни, стариот ќе биде наменет само за село Тимјаник. Да напоменеме од каде се средствата, ова е скапа инвестиција, вредна инвестиција. Дали локалната самоуправа сама ги обезбеди или дел од средствата се обезбедени од централната власт? Да, значи комплетно за овие средства кога зборуваме, тоа се средства од локалната самоуправа од општина Неготино, односно го искористивме задолжувањето под најповолни услови кај Светска банка, каде што каматната стапка е најниска, има грејс период од 3 години и рок на отплата од 13 години, но и покрај тоа што се кредитни средства е доста ефтино, бидејќи самите губитоци на вода, самите загуби на вода негативно се рефлектираат и ствараат уште поголеми трошкови отколку самиот кредит. И затоа викам дека овој проект требаше да биде започнат многу поодамна. Значи исто и проектот за регулирање на притискот на водоснабдувањето, кога тој би бил пред 15-20 години, немаше да дојде до целосно распаѓање на
водоводната мрежа и немаше да ги имаме тие проблеми, затоа кога проблемите се натрупани, мораме да одиме еден по еден проект, но ги решаваме од секој карактер. А како што кажав, покрај изградбата на двете акумулации, значи зголемување на капацитетите на двата резервоара во Неготино и во Пепелиште, со зафатнина од 250 метри кубни, таму се напојува од бунарите кои се изградени во Пепелиште, со потисен цевковод оди водата до самиот резервоар и потоа по пат на гравитација доаѓа до секое домаќинство и до сите правни субјекти во село Пепелиште, а од истите бунари тековно се напојува и село Криволак и војниот полигон во Криволак. Исто така, ние паралелно работиме и на други проекти, тоа се поставување на водомери во секое домаќинство. Значи да нема повеќе паушална наплата на водата, бидејќи водата во Неготино е најевтина во цела Република Македонија и затоа секој треба да плати онолку колку што ќе потроши вода. За тоа се поставуваат водомери во секое домаќинство. Тоа го работиме со екипите на комуналец од Неготино и со исклучување на дивите приклучици секаде каде што го има, бидејќи кај нас во период на печење ракија, во пролетниот период кога има засадено рано градинарски производи, потоа во летниот период доаѓа до наводнување на поголеми земјоделски површини од питката вода, тоа за мене едноставно е грев и мораме тоа да го санираме, односно да ги исклучиме сите диви приклучоци, да функционира системот како што треба, а да го надградуваме во меѓувреме паралелниот систем на водоснабдување за наводнување на дворни површини во Неготино и останатите населени места каде што нема. Во Криволака поставивме паралелен систем. Истото планираме во Неготино да го надградиме на тие улици каде што немаме паралелен систем за наводнување и во сите населени места каде што има услови за да се подобри водоснабдувањето и мислам дека со имплементација на сите овие проекти Неготино ќе добие 24 часовно водоснабдување и во текот на летниот период, но тоа е една макотрпна работа, бидејќи ако не беше така, до сега ќе беше проблемот многу лесно решен. Кога станува збор за инвестиции во Неготино, она што е многу значајно е тоа што Неготино можеби ќе биде првата општина во овој регион која што ќе добие природен газ. Се гради гасоводот, тоа многу ќе значи за развојот за економскиот развој на Неготино. Гасоводот, знаеме, тргна од Клечовце спрема Штип, од Штип стигна до Неготино, од Неготино сега минува преку помеѓу Неготино и село Тимјаник до Кавадарци и спрема Битола и затоа со самото завршување на гасоводот во Неготино ние сме најблиску, бидејќи веднаш до нашиот град поминува и односно ќе биде лоцирана и базната станица, каде што ние како град Неготино веќе почнавме да изготвуваме проектна документација за да можеме да имплементираме секундарна гасификација на домаќинствата и на стопанството во Неготино, за да може да го поевтиниме како за стопанството производството, исто така многу поевтино и од еколошки аспект ќе ги чини граѓаните на општина Неготино грејењето на газ, а бенефитите се мултиплицираат, бидејќи поевтино произведен производ во стопанството е поконкурентен на нашиот и на светскиот пазар и затоа тоа е еден од проектите кои следуваат и кој е еден од капиталните проекти за град Неготино и мислам дека истиот во следниот период ќе биде имплементиран. Господине Апостолов, докажано е во Република Македонија дека локалниот економски развој најбрзо оди во нагорна линија доколку се има индустријски зони во самата општина. Неготино има 3 индустријски зони, од кои едната индустријска зона е комплетно распродадена. Каква е состојбата во останатите две? Индустријската зона Црвени брегови е веќе распродадена, тоа е на површина од 25 хектари, 17
парцели и градежните дозволи се извадени и баш утро зборував со собственикот на таа индустријска зона. Во неговиот план е крајот на месец февруари, почетокот на март да започне со изградба на инфраструктура на самата индустријска зона и со изградба на стопански капацитети кои во иднина тоа ќе биде значи 25 хектари повеќе стопански капацитети каде што голем број не само неготинчани, туку и малку пошироко граѓани од регионот ќе имат прилика кои се невработени да се вработат во истата, но исто така индустријската зона Дуброво Тремник, која исто е Г2 лесна и незагадувачка индустрија на површина од 85 хектари, деновиве треба планот комплетно да биде завршен во Министерство за транспорт и врски и истиот во текот на следната недела да биде објавен, значи таа индустријска зона да биде објавена на тендер за продажба. За исти знаеме дека има веќе заинтересирано инвеститори и мислам дека таа индустријска зона и третата која веќе ја изготвивме веднаш до индустријска зона Црвени брегови на површина од 35 хектари веќе е пренаменото земјиште од земјоделско во градежно, веќе е во една поодмината фаза и истата за некој краток период треба да биде завршена и објавена за продажба, бидејќи таа се наоѓа во централниот дел на Република Македонија, како и првата која ја спомнав Црвени брегови, со една одлична геостратешка местоположба, каде што тука има автопат, има регионален пат во близина, железничка пруга во близина, реката Вардар е тука. Сите услови се исполнети и затоа интересот е доста голем, но знаеме дека од почеток до крај за подготовка на цела проектна документација требаше доста време, но еве сега сме во фаза каде што исти ќе бидат продадени и на тоа место ќе никнат многу стопанско-индустријски капацитети и сметам дека од регионот и пошироко многу невработени ќе си го најдат вработувањето во сите овие индустријски зони. Често пати во вашите гостувања сте говореле дека од година во година во Неготино се намалува бројот на невработени и дека сте една од водечките општини во Република Македонија процентуално по бројот на невработени. Меѓутоа, веќе статистика официјално покажува дека бројот на невработените во Неготино во последните 20 години во моментот е најмал. Како една од причините за намалување на невработеноста се и проектите Македонија вработува 1 и 2. Има добра соработка на Центарот за вработување во Неготино со невработените и со можноста да се промовираат овие мерки. Колку локалната самоуправа придонесе за тоа да биде така? Да, ние имаме одлична соработка со Центарот за вработување на Неготино и воопшто со Агенцијата за вработување на Република Македонија. Имаме зачестена комуникација скоро при сите вработувања. Сите мерки кои ги имплементира Центарот за вработување преку владата на Република Македонија дојдоа до едно ниво каде што таа бројка од повеќе од 4000 невработени, околу 4800 невработени во 2006 година падне некаде на околу 1000 невработени, но голем допринос за падот на невработеноста во Неготино има и отварањето на Дрекселмајер фабриката која е лоцирана во Кавадарци, тоа е најголемата германска инвестиција во Република Македонија и најголемиот работодавач, значи таму работат повеќе од 1500 граѓани на Неготино, но тоа не ме прави потполно среќен, бидејќи јас очекувам сите индустријски капацитети кои во иднина ќе бидат изградени во општина Неготино да бидат пополнети со најмногу граѓани од Неготино, но воедно и приходите ќе се влеваат во општинската каса во Неготино, значи данок на имот и останати давачки кои работодавците ги имаат спрема сите субјекти ќе се прелеваат во град Неготино. Ние како општина овозможивме и изготвивме планска документација за сите индустријски зони. Сега се наред стопанствениците и мислам дека
за краток временски период таму ќе никнат многу стопански капацитети и неготино нормално бројката на невработени ќе ја смени на минимум. Може би и ќе доаѓаат кај вас нели од околните општини за вработување. Кога станува збор за подобрување на условите за живот, за подобрување на условите за водење на бизнис, инфраструктурата е една од клучните алки. Во изминатиот период многу се вложуваше во инфраструктурата, како на поправка на патните правци, но така и на асфалтирање на одделни делови во населените места. Да, значи најпрво вложивме во тоа да ги асфалтираме они најфреквентни патни правци до неколку наши населени места. Тоа се добар дел регионални патни правци. Еден е патниот правец од Неготино спрема Тимјаник, од Тимјаник до Долни Дисан, но исто така ние истиот патен правец ќе го продолжиме преку Горни Дисан па до населеното место Веше, каде што веќе асфалтиравме 800 метра. Од следната недела започнува со работа на 400 метри од тој патен правец и останува последниот проект кој веќе е завршен, изведувачот е веќе познат, тендерот е завршен, а тоа е преку различни проекти, значи еден преку ИПА програмата, еден преку програмата за рурален развој и еден патен правец од Светска банка, значи каде што е грант преку владата на Република Македонија. Тоа се оние 260 евра за рурални подрачја, каде што ќе асфалтираме повеќе од 2200 метри, а останатиот дел како обврска ќе го преземе општина Неготино за комплетно да биде асфалтиран тој патен правец од Горни Дисан до самото централното подрачје на село Веше, каде што во иднина планираме Веше покрај тоа што знаеме дека е лозарски крај, Дисанијата и натаму, да стане и една туристичка атракција, каде што перспективата е доста голема, но секогаш нели временски треба инфраструктура да се изгради за да може да биде достапна за секој граѓанин како од нашата општина, така и пошироко. Исто така го реконструиравме патниот правец од Неготино до село Криволак, до централното подрачје на Криволак и тој е сега проширен, нов асфалт од некаде 3,20 на 5,5 метри и со асфалтирање на тој патен правец и со асфалтирање на патниот правец од Курија до Паликура, ние станавме соседна општина на општина Росоман, бидејќи до тогаш немаше асфалтен пат до Росоман, сега до Курија знаеме дека има асфалтен пат, од Курија преку Паликура се стигнува со 12 километри е скратена таа дестинација од Неготино до Росоман и работиме на патниот правец Неготино Калањево, тоа е од програмата за рурален развој, сега за некои 20 на дена ќе започне, значи кога градежната сезона ќе овозможи малку поинтензивно да се работи на терен, очекувам за 20 на дена да се започне со доизградба на патот Калањево Бела Вода, тоа е еден локалитет Бела Вода во над Калањево, значи во општина Неготино и работиме значи на останати патни правци и на асфалтирање и тампонирање на улици во сите населени места, како во градот, така и во општина Неготино. Очекувам во периодот кој следува да со гребен асфалт тампонираме повеќе улици во општина Неготино, во повеќе населени места и асфалтирање на многу улици кои имаат потреба од асфалтирање во самиот град Неготино и во некои населени места. Покрај тоа работиме на други инфраструктурни проекти, но за тоа малку подоцна. Господине Апостолов, после многу години во центарот на Неготино ќе започне да се гради една стамбена зграда, која што ќе има двојна намена и ќе биде деловен простор, меѓутоа ќе биде
простор за живење, за станување. Очекувате дека оваа градежна сезона ќе започнат работите или можеби до крајот на годината? Кои се плановите? Да, значи просторот кај руинираната спортска сала Партизан, која знаеме дека е руина негде 2,5-3 децении, истата ќе биде комплетно рушена. Деновиве разговарав и со самиот инвеститор, се очекува некаде за 20 на дена да започне со рушење најпрво и санирање на отпадот на местото каде што е Партизан салата и на тој простор да никне еден деловно стамбен комплекс кој ќе биде П+4, значи приземи 4 ката, од кои приземјето и првиот кат ќе бидат деловен простор, додека останатите 3 ката стамбен простор. Впрочем, тоа е и најатрактивната локација во нашата општина Неготино и очекувам за многу краток период да истиот тој објект биде изграден во самиот центар на Неготино, кој ќе даде една поубава слика за самиот град Неготино, за разлика од сегашната состојба на старата и руинирана сала Партизан. Претпоставувам дека инвеститорот направил проценка дали има заинтересираност за купување на стамбените комплекси, но и деловниот простор. Инвеститорот гледам дека е доста амбициозен човек при разговорот со него и бидејќи тој сака во многу брз период да истиот тој простор биде изграден и смета на тоа дека поради самата атрактивност на просторот во централното подрачје на Неготино, истиот ќе биде за местно стамбениот простор ќе биде за многу краток период распродаден, а за деловниот простор не знам како планира, значи мислам дека и тој дел од дуќаните ќе бидат продадени, можеби и самиот тој нешто има во план, тоа е работа на самиот инвеститор. Да, за да има што повеќе инвеститори, како од градежништвото, така нели и од другите области, неопходно е да имаме што подобри услови на живот. Говоревме за решавањето на проблемот со водоснабдувањето, говоревме за подобрување на патната инфраструктура. Меѓутоа, што се во наредниот период ќе се работи кога станува збор за ваши активности градежни? Вака ние секоја година редовно после значи овие снежни врнежи во текот на зимскиот период одиме на санација на сите дупки кои се ствараат од самата сол, од самото движење на автомобилите и одиме на санација на патиштата, односно комплетно со асфалт ги прекриваме сите тие дупки. Покрај тоа, значи веќе е завршено и потпишен договор за изградба на една површинска модерна фонтана во центарот на самиот плоштад во град Неготино. Веќе е завршен и тендерот за спомен костурница, значи тоа е една голема паркова зелена површина. Тоа ќе биде еден огромен простор и за рекреација на сите категории на граѓани, значи таму ќе има повеќе патеки, повеќе содржини, како културни, така забавни и спортски содржини ќе биде, значи на таа површина ќе можат сите од 7 па до 77, така речено, да сите слободни часови од денот ги поминат во текот на убавите денови од годината токму на тие површини кај спомен костурницата. Работиме на повеќе проекти од аспект на инфраструктура, значи на урбана заедница 8, на доасфалтирање на улиците кои не се асфалтирани во град Неготино. Работиме на доизградба на сите улици кои се започнати за сега и сметам дека во текот на 2017 година ќе имаме една плодна градежна сезона, каде што и од финансиски аспект гледано со продажбата на индустријската зона Дуброво, сметам дека финансискиот прилив ќе биде доста добар за општина Неготино, каде што ќе можеме повеќе средства да вложуваме во инфраструктура. Впрочем, тоа не е и целта.
подобрена инфраструктура, значи водовод, канализација и така натаму за подобри услови за живење на сите граѓани на општина Неготино. За колку проценти е зголемен бројот на новороденчиња во Неготино од оној период кога веќе почнавте да делите ваучери? Мислам дека сте првата општина во Република Македонија која што се одлучи на ваков чек. Да, не првата меѓу првите, значи можеби втора, тука некаде со општина Кисела Вода, каде што повеќе од 3 години, значи од август месец 2013 година почнавме со имплементација на иста мерка и мерено по години, мислам дека од година во година наталитетот расте со еден просек од некаде 19%, но целта на мерката е едно тоа да се зголеми наталитетот, но да дадеме еден мал прилог на владините мерки кои се како за трето дете, но и за зголемување вкупно на наталитетот и луѓето што е можно повеќе да се вработуваат и да останат во самата општина Неготино. Целта е склучување на повеќе бракови и да жителите на општина Неготино екзистираат во самата општина Неготино. А кога станува збор за најважната споредна работа во светот, станува збор значи за спортот, во изминатите години направено е многу во општина Неготино. Ги подпомагате спортските клубови, меѓутоа и овозможувате да имаат подобри услови за тренинг. Да. Вардар, како што знаеме, до пред известно време се надпреваруваше во третата лига. Минатата фудбалска сезона го освоивме првото место во третата лига и преку еден бараш надпревар успеавме да влеземе во втората лига. Јас постојано сум како човек од општина Неготино кој до крај ќе ги поддржува сите спортисти, но малку повеќе го фаворизиравме фудбалот како најубавата, најважната и најубавата споредна работа на светот и веќе се надпреваруваме во втората лига и успеавме да смениме и дел од инфраструктурата на самиот градски стадион. Денови веќе на соблекувалната се стави и плоча и сега овие денови треба да започне со изградба на кровната конструкција и внатрешноста на самата соблекувална. Тоа е една модерна и поголема соблекувална. Исто така извршивме неколку зафати на трибините, поставени се нови столчиња, воопшто на градскиот стадион каде што имаше потреба и како што налагаат условите за надпреварување во втората фудбалска лига. Тука нема да застанеме, значи постојано ќе бидеме поддршка како на фудбалерите, така и на останатите спортски екипи и воедно и ме радува тоа што државата, односно во план и во програмата на ВМРО ДПМН е и комплетно помагање на спортот од самото стопанство со откажување на државата на дел од данокот на добивка. Значи, како што знаеме, 50% може од данокот на добивка да биде одбиен, односно да се вложи во спортот, државата се откажува од тие средства, во фудбалот 50%, 40% во ракометот и кошарката, а по 30% во останатите спортови. Тоа е еден одличен потек каде што стопанството малку помасовно ќе земи ангажман во финансирање на спортот, а со тоа значи и конкурентноста ќе зајакне, но и квалитетот на самите спортски екипи ќе зајакне и мислам дека македонскиот спорт во добар дел ќе ги надмине проблемите со финансирањето, значи нема да се финансираат само од општини, туку интересот на секој стопанственик треба да биде и да финансира, значи, некоја спортска екипа за тоа е исто како парите да ги дал во државата, да платил данок на државата. На тој начин и државата ќе го подпомага, нели, спортот. Да. Господин Апостолов, ако на почетокот на секој мандат нормално е да ве прашаме, нели, кои се вашите очекувања. Сега веќе вие сте при крајот на градоначалничкиот мандат. Нормално е да ве прашам колку сте задоволни од она што досега сте го сработиле. Можеше ли повеќе? Дали она што беше главното
оно што го ведивте пред гласачите го исполнивте? Вака, значи, доста амбициозно настапив и ветив во програмата 106 проекти. До сега, значи, деновиве спремам отчет за граѓаните на општина Неготино. Во отчетот се реализира некаде околу 160 проекти. Значи, тоа се дел од проектите кои се ветени, односно добар дел од проектите кои се ветени, но и дел кои произлегува од самите граѓани, значи потребите на граѓаните при средби со самите граѓани. Никогаш до крај нема да бидам задоволен, бидејќи секогаш може повеќе. Нормално е тоа. Некои работи зависат директно од мене, некои работи зависат од многу клучни фактори. Значи, тоа е сплет на околности, но најважните, генерално најважните проекти, значи стратешките, капиталните проекти се имплементирани, некои се во фаза на доимплементација и мислам дека истите ќе бидат и завршени за многу краток период. Јас секогаш самиот кога се поставувам цели, секогаш барам нешто повеќе и мислам дека тоа е императивот да секогаш гледам до крај да се завршат сите проекти кои се од круцијално значење за мојата општина Неготино. Господине Апостолов, при крај сме од самата вечерашна емисија, самото ваше вечерашно гостување. Еве, ја држам јас ова поканава која што е за сите оние настани кои што се по повод Свети Трифун. На крајот уште еднаш да искористиме можноста да ги поканиме сите кои што вечерва не гледаат да дојдат во Неготино. Како прв човек еве ви оставам таа можност уште еднаш поканата да ја упатите вие. Па еве, ја користам прилика од оваа емисија да ги поканам сите граѓани на општина Неготино, сите граѓани на регионот, на Вардарскиот регион и пошироко сите граѓани на Република Македонија кои на 14 февруари, во вторник, сакаат да присуствуваат на централната манифестација Свети Трифун, да дојдат на градскиот плоштад во Неготино и исто така на поканата која е пред вас има наведено сите културно-забавни манифестации кои се реализираат во текот на недела, понеделник и вторник, значи исто можат да видат и од медиумите, да ја видат поканата и распоредот на сите манифестации, на сите заинтересирани граѓани да присуствуваат. Пораката која би ја упатил до граѓаните од мојата општина Неготино е, значи во мене и во локалната самоуправа секогаш да гледаат како на партнер, бидејќи јас сум секогаш достапен и отворен за граѓаните на општина Неготино. Сите што сакаат средба со мене се добредојдени. Мојот телефон е отворен за сите граѓани од општина Неготино. Секогаш кога е во рамките на моите можности ќе дадам прилог во решавање на одредени проблеми на граѓаните од општина Неготино, но и некогаш кога треба со владата или централните институции да стапиме во контакт за полесно доаѓање, односно полесно надминување на одредени проблеми, секогаш им стоам на располагање на нашите граѓани да стоам како спона помеѓу граѓаните и одредени министерства во Република Македонија. Господине Апостолов, јас ви благодарам што оваа вечер бевте заедно со нас. Се надевам дека на Свети Трифун ќе се видиме во Неготино. Почитувани гледачи, ви благодарам и вас што бевте дел од ова отворено за и искористете можноста во вторник да бидете гости во Неготино и да се засладите со доброто македонско вино. Довидување.